Хеј, другари, еве на нас повторно. Јас се надевам дека вие добро се одморивте за време на големиот одмор. И пред да продолжиме со следните часови, јас денеска ќе ви го прочитам петковиот хороскоп. Дечки, денес е петок, крај на работната недела, но нешто чудно се случува со звездите. Звездите не знаат што се случува со вас и зошто толку многу ви се учи, ама вие сте решени да не прекинете со учење нови интересни работи. Така, денес тие се собра и има важен состанок на кој одлучија да ви се тргнат од патот и да ве остава да истражувате и учите, бидејќи вас ништо не може да ве спречи да бидете истражувач. Денес вие ќе истражувате за овошјето. Ќе откриете кои овошја растат во нашата земја. Ќе одберете 3 овошја и ќе истражувате за нив. Ќе откриете како изгледаат кога се семе, па се додека пораснат во оформен плод. Во кои места најмногу вираат, кои витамини и кои минерали ги содржат во себе, зошто се важни тие витамини и минерали и што е потребно да различните овошја да растат и зреат. Во кое годишно време се садат и кога зреат. И денес, бидејќи е петок, вие ќе направите план за викендот. Ќе ги седнете вашите родители и ќе ги прашате каков план имаат за викендот. Понудете се да им помогнете со нешто. Кажете им дека за овој викенд, меѓу другите работи, исто така ќе се посветите на музиката. Ќе побарате од нив да направат избор на најомилените песни од нивното детство, па се досега. И не само што ќе побарате од нив да ви ги пуштат сите песни, туку ќе побарате и да ви покажат како се танцува на тие песни. И да не заборавиме да честитаме роден ден од името на целата ТВ училница. Јухи, јеј, среќен роден ден, кој да слави роден ден денес или за време на викендот. Стоп. Јас имам другарче што ми слави денеска роден ден. Мојот другар Иван слави денес роден ден. Среќен роден ден, Ајде, среќен роден ден, Иван. Те сака Лина. Одлично. Ние денес се враќаме овде со да продолжиме со часовите. Наставнички, денес сега ќе учиме што? Сега имаме општество за собраќајните знаци. Така, за трето одделение. Собраќајни знаци. Што се тоа? Секогаш кога се возиме со автомобил, никогаш не сме сами. Со некого разговараме, иако нема никој до нас во автомобилот. Ние повторно со некого си разговараме. А знаеш со кого разговараме? Со кого разговараш, не? Ајде, со кого разговараме? Со сообраќајните знаци. Така. Ни кажуваат. Каде да се движиме, ни Так, известуваат, Не предупредуваат. Так. И ние им одговараме. Да. Ако го видам знакот и ми вели дека има опасна кривина, и ја што ќе му одговорам? ке подзакочиме. Така, ќе намалиме намалам брзината. брзината и ќе бидам многу внимателна. Така. А ако видам знак со број 50, Тоа значи што ќе ми каже тој? Тоа дека треба да се ограничиме брзината на 50 км, да не возиме побрзо од 50. Така, и јас ќе му одговорам во ред, ќе внимавам на мојата брзина. И гледате, ние си возиме и постојано си разговараме. А каде ни стојат тие, доаѓаат во автомобилот да ни кажат сообраќајните знаци? Тие ни стојат покрај патот. Покрај што ние се движиме. Да. Тие се малецки, така, па ние мораме да застанеме па да ги видиме вака? Не, тие тие се се големи. видливи, големи се. Така, значи ние додека возиме и оддалеку ќе го забележиме, тој ќе ни каже, а ние веднаш ќе му одговориме. Па понатака ќе не сретне другиот и ние додека си возиме никогаш не ни е досадно, нели? Вие кога возите вас досадно ви е? Не ни е досадна. Се Алмира нешто ќе ни покаже за сообраќајните знаци. Ајде да видиме што се тоа. Собраќајни знаци. Кои се целите? Да се запознае со улогата на собраќајните знаци во сообраќајот, да ги препознава и да ги почитува сообраќајните знаци во реална ситуација. А зошто па да ги почитува, па сега. Све нема мораме да хаос. почитуваме. Ако не почитуваме, може да дојде до некои непосакувани ситуации, во нека сообраќајна несреќа. Ајде вака за момент да ги затвориме очите и да замислиме дека нема сообраќајни знаци. Ау, не сакам да замислам, тогаш ќе биде хаос и тогаш секој ќе вози како што сака. Многу Нема да има никаков ред и култура во возење. Па дури нема да нема знаеме воопшто безбедно. никаде имаме ресторан, па нема да знаеме каде да го паркираме автомобилот.
автомобилот, ништо која нема да брзина знаеме. да возиме. Така. А што се случува ако отидеме во Франција, а не знаеме француски? Како таму сега ќе Затоа знаеме? имаме знаци кои што се универзални и се знаат знаците. Така, значи знаците секаде во светот се исти. Па дури и во далечната Австралија исти се, нема различни. И нивното значење е секаде исто. Што се сообраќајните знаци? Тоа се знаци поставени покрај патот кои ги одредуваат правилата за однесување на сите учесници во сообраќајот и мора да се почитуваат за сообраќајот да биде безбеден. Токму она што ни го кажа Лина и нејзината другарка. Така. Како изгледаат сообраќајните знаци? Во форма на триаголник, Тие имаат три форми. Значи, едните сообраќајни знаци имаат форма на триаголник. Така, другите имаат форма на квадрат така. И и третите имаат форма на круг. така. Да се подсетиме на формите, на геометриските форми. Така. Какви видови сообраќајни знаци постојат? Значи, постојат знаци за опасност, знаци за забрана или за наредба и знаци за известување. Знаците за опасност секогаш имаат форма на триаголник. Што значи тоа знаци за опасност? Токму тоа што рековме кога разговараме со нив додека возиме, тие точно ни кажуваат каква опасност стои пред нас. Дали се работи на патот, дали има некоја дупка, дали има опасна кривина, дали пак има деца кои претрчуваат преку улицата. А ние знаеме дека децата тие, за момент ќе се најдат на коловозот и не можеме. Ама кога ќе го видиме знакот, ние ќе бидеме попредпазливи. И затоа секогаш знаците за опасност ни кажуваат каква опасност дебне пред нас. Така, еве, например, да, врати ги уште еднаш знаците за опасност назад. Да ги... Треба да се задржи. Чекај. Знаците за опасност? Да, еве. еве, например, еве неколку знаци да ги појасниме. Ова е знакот кој ни кажува дека пред нас има одрони на патот. Нели секогаш возиме покрај разни патишта, па возиме и во клисури, така? И можеби од карпите ќе ни се одронат камења. И ние ако со голема брзина влеземе на патот, кога ќе дојдат камењата пред нас, може навистина да биде многу опасно. Ама кога ќе го видиме знакот, ние полека и ќе бидеме многу внимателни. И сега овој извичник. Не знаеме дали има карпи, дали има деца, дали има дупки на патот, не знаеме што. Меѓутоа знаеме дека некаква опасност има. Тука мораме од сите страни да бидеме внимателни. А овој знак со дечињата, што... ете, јас пак. Добро. Со дечињата, што ни кажува? Кажува дека во секој момент можеме да видиме дечиња на патот. Дали има училиште, дали има некое игралиште, тука може да ни претрчаат децата. И мораме да бидеме крајно внимателни кога ќе ги видиме тие знаци. Токму така. А вторите се знаци... И само уште да докажам, тие знаци се црвени, а со црвена рамка, а внатре имаат бело поле на кое ни е нацртана опасноста. Знаци за забрана или наредба. Со нив нешто се забранува или наредува. Да. Тие се во форма на круг, со црвен оквир, исто како триаголникот, само е во круг, со црвен оквир, отиде. Не пипаме, значи, више. Каде беа? Подолу. Другиот. Ето. Еве. Опа, извинете. Фала многу. Значи, во форма на круг, со црвен оквир и со нив се забранува или наредува. Така. Сонја, што е овој? Кога забрануваме, тие знаците кои ни забрануваат секогаш се црвени со белото поле внатре. Тоа што се наоѓа во белото поле внатре, тоа е забраната. А оние знаци кои ни наредуваат,
тие се сини со бел цртеж внатре. Тие ни наредуваат. Значи овдека, ова ни забранува дека не смееме да се паркираме тука. Ниту да застанеме, затоа што има две линии. Ако има една линија, тоа значи дека не треба да се паркираме. Ова овдека ни забранува дека на тој дел не смеат да се движат автомобили, не смеат да се движат моторцикли и не смеат да се движат запрежни возила. Забрануваат, тука не смееме да го правиме тоа. Или пак не смеат да се движат товарни возила подолги од 10 метри. Така, овдека што ни забранува? Да се движат Да се велосипеди. движат велосипеди, значи не е безбедно за нив, и затоа постои забраната. Забраната е затоа што ние не сме безбедни да го правиме тоа таму. Или забрана за пешаци. Тука пешаците не смеат да се движат затоа што е забрана. А додека овој знак, овој ни наредува дека на тој простор, на тој дел мора да се движат само велосипеди. Значи тука не може да се движат автомобили, тука не може да се движат пешаци затоа што ќе им пречат. Ама затоа пак ќе постои друга патека каде што ќе ни наредат тука ќе се движат пешаците. Ваквиот знак можеме да го видиме и долу на тротоарите нацртан, па знаеме дека тука треба ние да се движиме. И ги имаме знаците кои ги известуваат учесниците во сообраќајот. Тие се во форма на квадрат, секогаш се сини со бели знакови внатре. Така. Тие секогаш имаат форма на квадрат. Што значи да не известат? Па нели рековме, патуваме некаде во некое непознато место. Па треба да седнеме да јадеме, или треба да се одмориме малку, или треба некаде да го паркираме автомобилот. Ако ги немаме овие знаци, нема да знаеме каде што да правиме. Затоа не можеме ние се да застануваме и некого да прашуваме, каде да го паркираме автомобилот, ќе направиме хаос, или не го знаеме јазикот. Ама затоа си ги познаваме знаците. Значи, кога ги видиме овие два знака, знаеме дека во близина имаме некој мотел каде што можеме и да јадеме, каде што можеме и да преночиме. Така. Имаме паркиралиште каде можеме да го паркираме автомобилот. Знаеме дека пешаците мора тука да поминат, дека имаат подземен премина која е многу широка улицата, да не ни текне да претрчаме, нели? Каде е автобуската станица? А ова буквата Н беше? Ова што е награда? Каде имаме награда? Не, тоа е на Х на латиница, што така. го символизира болницата. Болницата, така. Затоа рековме дека секаде во светот се исти знаците и затоа мораме да ги препознаваме, така. А овдека знаеме дека само тука можеме да ја поминеме улицата, односно не известуваат дека во близина имаме Пешачки премин. Така. А сега имаме уште еден знак кој што е во 3 бои. Тоа е семафорот. Семафорот значи има 3 бои. Црвена, жолта, зелена. Зошто е црвената? Еве човечето ни кажува, значи Црвената е дека треба да застанеме. така. Жолтата Жолтото е малце Да, дека треба да се спремиме, спремеме, да така, тргнеме или да внимаваме. застанеме. И зелената Зелената се насменува, значи можеме да поминеме слободно. Ова е семафорот за возилата. За пешаците, значи имаме со 2 бои. Црвеното е како човече што си стои, не се поместува, додека во зеленото како да се движи. Штом ќе се вклучи зеленото светло, значи ни покажува дека ние слободно можеме веќе да се движиме. Така, и семафорот секогаш се наоѓа на крстосниците, затоа што токму таму треба да знаат кои автомобили треба да поминат, кои треба да почекаат, кога треба да поминат пешаците од едната страна на другата. Значи семафорите секогаш стојат на крстосниците, кога два пата се вкрстосуваат. Кога не би постоел семафорот, пак би било оне страшно. Но ако нема семафор, Има знаци кои што ти како што кажуваат како треба да се однесуваш, кој има предност, кој
А Што кога треба кај да се нас во направи? градот е голема гужва и кога семафорот не може да го изрегулира убаво сообраќајот кој застанува на крстосницата. Имаме сообраќаен полицаец кој што го регулира сообраќај. сообраќаен полицаец кој со знаците, кои исто така знаците се секаде исти, ни го регулира сообраќајот за да може гужвата да помине полесно. Еве ги сите сообраќајни знаци, но сега можеме и направени да Така. ги покажеме. Евака, за домашна, како што ние со Алмира се обидовме да направиме некои сообраќајни знаци, обидете се и вие да си направите своји Креативно. сообраќајни знаци. Супер! малку Одлично. можете да си поднацртате нешто, можете да си Можете и да се играте улица другарчиња по дома, да можете си да си нацртате играте сообраќајни улица. знаци, Значи, да си колку ги сакате да си направите и да ви биде дома многу интересно. Еден сообраќаен полигон. Одлично, ова за домашна задача. Ние правиме пауза и Се враќаме со следниот следниот час. час.